За уривачите на уставниот поредок се издигна споменик висок 20 метри, кој чини над 200.000 евра за убиените пранители кај Карпалак и по 22 години само една табла, која секоја година ја сквернават. 22 години по конфликтот за припадниците на УЧК се издигаат споменици кои ги промовираат Али Ахмети и министрите албанци, но за македонските бранители кои ги дадоа животите за одбрана на државата, министрите од СДСМ јавно молат за да се дозволи изградба на достоинствено обележие. Врие во јавноста по последното одбележување на годишнината од Карпалак на кое министерката за одбрана Славјанка Петровска побара дозвола од општина Жилино за да се изгради достоен споменик за прилепските резервисти. Но дополнително, што бранителите и нивните семејства и натаму се борат за своите права, правдата, но и вистината. За омаловажувачкиот однос на власта кон овие луѓе зборува и ставот на вице-премиерот и подпредседателот на СДСМ Фатмир Бетики, кој неодамна во телевизиско гостување за бранителите рече дека условно се бореле. Ваквиот однос на власта, според експертите, е срамен и понижувачки. Меѓу редови ние сите кои што потекнуваме од безбедносниот сектор препознаваме едно иредентистичко, сепаратистичко однесување кое што укажуваат на тоа дека со тоа условно борење они ништо не успеаат да сочуваат и ние повторно значи ќе дојдеме до тие барања кои што во основа беа тие барања. Министриката Петровска нема коментар за ставовите на нејзиниот сопартиец и колега во власта. Таа најави дека во процедура е осогласување на закон за изградба на споменик. Во тека е меѓуресорско усогласување на предлог законот кој е во интерес на семејствата на загинатите. Очекувам таа консултација да заврши за 10 дена и предлог законот ќе биде поднесен. Вице-премиерот Фатмир Бетики во телевизиското гостување прашан за посебниот закон за бранителите кој ДУИ и СДСМ во мај годинава гласаа против, тој вели дека за последниве 3 години не видел издржан предлог со кој ќе се обештетат бранителите кои според него условно се бореле. Јам бигурав традиташ за денској министр, плач на кретари партиз, дали тани ну кампање пропозентатив, сичну кампање пропозент точно да ушен проживен pjestarve të cilët kanë qenë në mbrojtje, ta them kushtimisht interesave të shtetit në atë kohë. Kështu që Поминаа 2 деценија бетонската банкина е единственото обележје за животите кои ги дадоа прилепските резервисти. 8 август ќе биде запаметен како еден од подмолните напади врз армиските сили кога во утринските часови беше погодено транспортното возило на армијата во кој беа 8 војници и 2 офицери, сите од резервниот состав од Прилеп.